Председателя, почитуван министер, почитувани колеги и колешки пратеници на оваа комисија. Дозволете да му честитам на министерот, на Министерството за дигитализација, на владата, на нас како членови, односно пратеници на комисијата за ова исклучително важна седница на комисијата. Зашто велам дека исклучително значајна? Заради тоа што денес со овој пакет на закони кои што се однесуваат на модернизација на дигиталната инфраструктура, но и подобрување на квалитетот во оваа политика, ние ќе го задржиме приматот на лидери во имплементацијата на реформската агенда, со која што како земја се обврзавме заедно со нашите европски партнери. Ова е исклучително значајна седница и навистина изразувам загриженост што голем дел од опозицијата не е присутна со чести исклучок на еден колега, заради тоа што кога велиме дека европската агенда е високо на агендата на политичките субјекти, тоа треба да го покажеме конкретно со дела и со чекори. Тоа не треба да биде само празна реторика, а ова беше седница на која што, впрочем, тоа истото може и да го покажат, односно со поддршка на овој пакет на закони. Реформската агенда честопати се повторува, честопати и се бара на поголема транспарентност и инклузивност, но оно што денес ке слушнавме и од министерот, токму во изработката на овие закони се запазени сите сегменти и навистина истите и во наредниот период ќе им стојат на располагање на нашите колеги пратеници за да дадат дополнителен придонес. И чинам дека овој апел добро е да стигне до сите, особено до опозицијата, заради тоа што кога говориме за реформската агенда, ние мораме да разбираме дека таа инструмент со кој што Македонија ги потврдува заложбите во однос на имплементирањето, односно постигнувањето на европските стандарди кои што треба да го придвижат нашиот европски пат. Меѓутоа, ние честопати велиме и верувам дека голем број од нас се согласат, секако дека кога говориме за реформската агенда, за европската агенда, ние сепак приметот го ставаме и на институциите, односно на граѓаните, дека истите реформи ги правиме и впрочем за тука дома, за да ги подобриме квалитетот на институциите, да ги зајакнеме институциите и да подобриме, навистина создадеме на многу поквалитетен животен стандард за сите граѓани, меѓутоа и за бизнис заедницата. Затоа уште еднаш честитам пред се на владата, на министерот, на сите присутни тука за тоа што денеска ќе дадам свој придонес во гласањето на овој пакет кој што навистина ќе го реформира овој сектор и ќе не доближи чекор поблиску до она што значи европски стандарди, меѓутоа и ќе го задржиме ќе повторам, приматот на тоа дека сме лидери како земја во имплементацијата на реформската агенда. Ви благодарам.